Во изминатите 30 дена се будам со мислата нешто да подобриме и да промениме од она што го затекнавме, порача премиерот Христијан Мицкоски, кој денеска до собранието ги достави и последните кадрови решенија за новиот владин состав. Тој истакна дека за новата влада приоритет ќе бидат отворање на нови работни места и создавање поволна бизнис клима. На новите заменик министри им порача да работат честно, посветено и одговорно, како и дека секој отстапување од овие принципи ќе значи одговорност. Јас сум човек кој дава шанса и сметам дека треба шанса да добијат овие луѓе, кои денес ги предлагам и кои треба да работат напорно во исполнување на целите. Со изборот на овие заменици на министрите, нашата цел е да затврстиме стабилноста на владата и да обезбедиме ефикасна и компетентна извршна власт. Новиот тим ќе донесе свежи идеи и енергија во владата. Тие ќе работат заедно со министрите за да ги реализираат реформите кои ќе придонесат за подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Првиот човек на владата во обраќањето пред собранието истакна дека откриле оти се трошеле милиони евра за железница која завршува во тунел кој нема излез, половина милиарда евра пари на македонските даночни обврзници во измислени тунели и подземни премини, како и дека се давале незаконски лиценци за игри на среќа. За сето ова, тој најави одговорност. Нема да има напредок без одговорност. И нема да има правда без одговорност. И сите овие, на многу други случаи, кои се документираат во периодов, ќе бидат предадени на надлежните органи. Но сакам да испратам порака до сите граѓани. Навистина е тешко, но ќе победиме и ќе создадеме промени кои ќе донесат иднина. И дека граѓаните ги чекаат подобри денови. На собраниската седница, иако се избираат нови функционери, дебатата се сведе на обвинување од опозицијата за политиките на владата во изминатите 30 дена. Ги излажавте здравствените работници, ги излажавте работените во администрацијата, во Министерството за внатрешни работи, во одбраната, за сега да излезете да кажете дека нема да се покачуваат платите, дека дури ќе има и намалување на платите. Тоа е ноторна лага со која што излеговте пред изборите и покажавте во овие 30 дена дека ги излажавте граѓаните. А знаете ли кои се одговорите на овие луѓе кои што сега се опозиција? Почнуваат со навреди и различни квалификативи. Лопатари, лажговци, вака, така и слично, наместо да ги поддржуваат сите овие работи кои што се случуваат и кои што е нова реалност во Република Македонија. Премиерот кој раководи влада без етничка легитимност, сите претходно и вие како пратеник на ова парламентарно мнозинство кои што сте добиле легитимност кај македонската нација, значи работите не одат добро. За заменик министер во Министерството за одбрана се предлага Елфет Исмаили, за внатрешни работи Астрид Исеини, за правда Ален Дерабан, за односи со заедниците Неждет Мустафа, за заменик на министерот во Министерството за надворешни работи пак Зоран Димитровски, за европски прашања Викторија Трајков, за финансии Николче Енкуловски. За економија и труд се предлага Маријан Ристески, за енергетика, рударство и минерални суровини Мирослав Лабудовиќ, за земјоделство, шумарство и водостопанство Флакрон Беџети, за здравство Јовица Андовски, за образование и наука Љулзима Лију. За заменик на министерот во Министерството за социјална политика, демографија и млади се предлага Ѓоко Велковски, за локална самоуправа Ерџан Селими, за култура и туризам предложен е Седат Сулемани, за дигитална трансформација Радислав Верџиски, за јавна администрација Лазе Јакимовски, за транспорт Катерина Зеколи Шакири, за животна средина и просторно планирање се предлага Ане Лашковска, а за спорт Сафија Шадики Шаини. Покри избор на заменик министри на 11-та собраниска седница, на дневен ред е изборот на новиот генерален секретар на владата Бобан Стојановски, како и измени на законот за здравствена заштита со што ќе се укинат економските директори на клиниките.